Грција најавува нови мерки за граничниот преминев зони со цел да се намалат долгите колони и чекањето, кои во последниот период станаа секојдневие за патниците од земјава. Одлуката била донесена на состанокот во Солун, на кој учествувале представници на грчките институции, полицијата, царината и локалните власти. Како решение Грција најавува зајакнување на информатичкиот систем за побрза обработка на потатоците, но и поставување на привремени технички решенија кои треба да го олеснат движењето на возилата и патниците. На терен веќе се испраќаат специјални тимови кои ќе ја следат состојбата и ќе предлагаат и дополнителни мерки, но нема можност одредена држава да биде исклучена од примената на правилата како што тоа се шпекулираше за Србија. Минатиот и овој викенд, кој во земјава се продолжени викенди, ги покажаа слабостите на системот кој предизвика хаос на границата, кој допрва ќе се зголемува во летниот период ако не примени Грција решенија за брз премин на границите. И додека Грција најавува дополнителни мерки за да се намалат ваквите колони на редици од коли на границите заради примената на ЕЕС системот, на македонските патарини можно е да се зголемат гужвите, бидејќи од 15 јуни се најавува дека нема да може со М-карт да проаѓате на оние две рампи кои што вообичаено се оставени за М-так. Имено од 15 јуни, корисниците на М-карт повеќе нема да можат да поминуваат преку лентите наменети за М-так на патарините. Од јавното претпријатие за државни патишта информираат дека М-карт ќе може да се користи само на останатите ленти, поради што возачите стравуваат дека ќе се создадат дополнителни гужви на лентите за готовинско плаќање, додека лентите за М-так ќе останат помалку искористени. Во Македонија уредот М-так чини 1200 денари, заради што дел од граѓаните сметаат дека наместо ограничувањата за М-карт кој се набавува за само 100 денари, потребно е реално поевтинување на таговите за да бидат подостапни, со што ќе се зголеми брзината на протокот низ патарините, за да не се чека во летниот период како да сте на граница.